Да, тоа беа рекламите, се враќаме во студиото, почнуваме со господинот Јовановски, кој на некој начин е и повод за целата тема. Кажете ми, вие во последно време сте прилично активен на ова едно, условно кажано, хуманитарно поле. И како што кажав, голем интерес предизвика вашата изјава дека сакате да посвоите деца. Можете ли, еве, како една подлога за емисија, да ни кажете кој е вашиот порив, мотив за да почнете со овие активности, па да дојдете и до тоа да сакате да посвоите деца? Ќе ви исправам, само прво да ги поздравам вашите гледачи, за ваква одлука не може да постои порив. Може да постои желба, мотив, идеја, исполнета со љубов. Што се однесува до сите мои активности за кои што сега вие зборувате, тие активности траат со години, но се јавно достапни и се проследени од медиумите во последниот извесен период. Веќе неколку години од како не се занимавам со мојата првична работа естрада, јас се занимавам со работење на проекти каде што темата и се и човекови права, човекова заштита, социјална заштита, па така доаѓа до идеја на еден системски пристап кон сето тоа и формирање на овој меѓународен сојуз Скопје, кој што сега е актуелен, каде што сум председател на истиот, но ќе имаме време низ целата емисија да зборуваме и на тоа поле и што се преживеа во овие неколку денови, откако на конститутивната седница на меѓународниот сојуз во своето обраќање искористив момент да кажам една своја желба со една единствена цел за жалба, поинаку разбран, дека кај мене не постојат никакви поделби по ниедна основа, тоа значи нити верска, нити национална, нити поделба во однос на тоа кој дете со каква предиспозиција, односно дали има некаква попреченост психофизичка во развојот или е во нормални услови. Така да таа желба е, поради тоа што јас сум кажал многу пати дека моето срце го грее љубов, разбирање, имам широчина за сите луѓе и така сакам да го гледам светот. Да не гледам свет со подел. Но значи тоа предизвикува големи реакции во јавноста, пред се почнувајќи од еве да речеме неколку работи. Прво што не сте во брачна заедница. Така реков јас како самец. Прилично е да тоа нестандардно, иако законот го дозволува, нели? Така. Второ, предпоставувам дека е поради самиот ваш бекграунд, тоа што го работевте на естрадата, каде што самиот го кажувате, вашата појава која во минатото за многумина предизвика и доста контроверзи. Кажете ми, мислите ли дека... Јас на се ова што вие го кажавте, само ќе додадам за жал. Добро, да, јас само констатирам, нели? Јас не кажувам дали е тоа добро или лошо, само го кажувам бекграундот, да. Зошто тоа предизвика толкава лавина на реакции е дискутабилно и се надевам дека вечерва ќе имаме прилика конструктивно тоа да го разрешиме и од таа причина е прифатив поканата да гостувам кај вас, поради тоа што сакам да ставам крај и точка на сите разговори и сите изјави и сите грозоморни текстови кои што имав прилика да ги прочитам во овие 2 дена за себе, сите лични навреди, кои што беа, ние сме позната земја по конструирање на невистини, па така имав прилика да прочитам и за себе конструирани спинови и невистини од медиуми кои што, не знам од која причина има таква потреба да направат, но ќе разговараме. Што се однесува до мојата позадина и моето делување како јавна личност, јас сум изјавил неколку пати, ќе изјавам и вечерва кај вас, дека јас и во моментите на своите естрадни делувања сум бил исклучително горд сум и денеска во оваа поинаква визуелна форма. Се некако нели оди со време, растеме со време, ни се минуваат критериумите, па така и мојот критериум е пораснат и сум сватил дека таа естрада и тој забавен бизнис, шоу бизнисот, повеќе не се пронаѓам таму, не можам да го искажам својот капацитет, своето интелектуално ниво и сум се префрлил на оваа работа, но луѓето не смеат да не судат. Еве, јас сум облечен вечер во црно, ти си во сако, господјата во црно, свештеното лице исто така. Не може никој нас четворица овдека да не измери по гардеробата и по имиџот кој е каков човек и кој е колку добар во своите мисли, своите чувства и кој каква енергија емитува. Да, ќе зборуваме за тоа, токму за тоа, госпоѓа Стојановска, Јовановска, кажете ми,
кој е вашиот став, кој е ставот на науката по ова прашање во однос прво генерално на посвојувањето деца, кај нас законот е таков, може да посвојуваат брачни заедници, но можат и поединци. На што особено се внимава од психолошки аспект кога се доаѓа до посвојување на деца? Од аспект на децата се разбира. Па ја мислам дека малце повеќе треба тоа психолошкото да се внимава, нели? Законот има своји одредби кој може се да посвои деца, кој треба, нели, парот или било кој ќе сака да го направи тоа, да ги исполни тие обврски, нели, да биде и материјално способен да го гледа детето и да сака да има дете. И оној психолошкиот дел важи не само за тие родители што сакаат да посвојат, или идни родители што сакаат да станат родители и да посвојат деца, него тој психолошки дел важи за сите кои сакаат еден ден да станат родители, затоа што сметам дека треба многу повеќе да се обрне внимание на тоа каков ќе се биде родител, зашто ги раѓаме тие деца, каква е нашата идеја што треба да станат нашите деца и што да направиме ние од нив. Така да и овие родители, значи тоа вашето прашање што беше, тие што сакаат да посвојуваат деца, е интересно да на еден психолошки начин, некој што е стручно лице да поразговара со нив, да ги види нивните идеи, нивните намери, што е тоа што они сакаат, што представуваат. Затоа што обично кога се раѓаат децата, никој не вистински не знае што ќе се случи таму, од кога детето ќе дојде на свет. Ние сите заради некои наши потреби раѓаме или сакаме да посвоиме деца или да имаме деца, заради тоа што така треба, затоа што ни дошло време, затоа што нашиот биолошки часовник чука, зашто треба да има дете, зашто треба да задоволиме некои собствени нагони, а во моментот кога ќе дојде детето на свет или кога ќе го земеме детето, сето тоа веќе не важи. Ние сме тука сега за една единка која се појавила на овој свет, или сме ја земале одговорноста за да го одгледаме тоа дете, да створиме оптимални услови, најдоброто од таа личност да може да се развие. И тука настанува ствари целиот огромен проблем. Како да го направиме Но тоа? кога детето доаѓа природно, по природен пат, кога се раѓа, тоа како што и самата велите, бебето и нема некој избор каде се родило. Не, никако. И тука веќе, значи, тоа расте во тоа семејство каде што расте. Се разбира, законот подоцна дозволува социјалните служби да се позанимаваат доколку има некој проблем, но во принцип и нема некој голем избор. Но при посвојувањето веќе има. Тука би требало да постојат критериуми. Детето го прави законот. Законот, да. Па за тоа зборувам, да. Тука постојат критериуми кои се јасни и кои би требало да обезбедат барем за тоа дете да расте во каква средина, каква што предвидел законот. Така. Па знаете како, барем и нашиве закони и оние закони што јас ги познавам се створени така за да не изедначат, нели, сите, нели, правдата е слепа, ние сме сите еднакви пред законот, значи да се најдат начини како нас сите да не изедначат во нешто. И нормално дека тоа изедначување значи дека постојат толку многу други отстапувања од тоа што го предвидува законот, што не може да ги реши тие законски норми, затоа што законот постојано треба да се апдейтира, да се гледа, да се дополнува, нели тоа е нешто живо што живее заедно со општеството, со потребите на народот, таму кај што е тој закон. Добро, ова е едно воведен влез во емисијата, ќе влеземе во специфики, ќе влеземе во конкретни прашања. Одиме уште со отец Ивица Тодоров, кажете ми ставот на црквата по прашање на бракови, брачна заедница и посвојување деца. Јас како вовед во разговорот, малце објективот би го подигнал и сакал малце пошироко да го разгледаме целиот контекст, че евидентно е дека, особено во западниот свет, на што ние го нарекуваме западен културолошки контекст, се случува еден интересен процес кој со својата силина започна негде 70-те години од минатиот век, процес кој има за цел
значи да дојде до подменување на вистинското значење на тоа што е брак. Значи, ние гледаме веќе што се случува во многу европски држави, општества, во Соединетите Американски држави, во Канада и така Последно натаму. да речеме во Германија. Конкретно во Германија. Да. Значи, каде што се промени дефиницијата за тоа што е брак. Значи, со векови целото човештво, слава на Бога и ден денеска е така, оние кои на вистински начин знаат и го вреднуваат значењето на бракот, знаат што е брак. Но има структури кои имаат за цел да дојде до подменување на вистинското значење на брак, дека бракот е љубовна заедница помеѓу маж и жена. Тоа е брак. И дека само во таква заедница, љубовна заедница создадена на слободна желба на две личности од спротивен пол, само таквата заедница може да премине во семејство. Значи, само таквата заедница може да премине во семејство, затоа што само личности од спротивен пол го имаат тој дар од Творецот да можат на еден мистериозен начин за нас да ја дадат биолошката основа на новата личност која треба да се роди во овој свет. За духовната е малку покомплицирано. Значи, раѓањето на децата е мистерија. Тоа не може ние да го гледаме како некаков акт кој е за нас, како да кажам, крајно рационален, математички или хемиски или така натаму. Тоа е мистерија, раѓањето на децата. И затоа е многу битно во каква состојба ментална, биолошка, психолошка и духовна ќе бидат родителите на кои ќе им се родат деца. Значи, тие деца, освен што треба да имаат родителска грижа, значи, на биолошки план, требаат на вистински начин да бидат воведувани во тајната на постоењето. Значи, со вистински вредности, со вистински вистини. И затоа, конкретно, црквата, христијанството, верските заедници, тој по-конзервативен аспект од сите општества и од западните општества, па и во конкретно во Германија, иако тоа се случи во Германија, значи помина во парламентот, но има сериозни реакции. Значи и од верските заедници, и сериозни реакции и од тамошното општество, затоа што се случи една голема катастрофа. Значи тамо успеа да помине подменувањето за тоа што е брак. Се надевам дека тој процес се повеќе и повеќе ќе се успорува, затоа што ние гледаме дека во цела Европа и западна и источна има еден сега друг процес кој започнува, значи конзервативен процес, значи и од страната на верските заедници, и од страната на политички партии кои се по-конзервативно ориентирани, кои се спротивставуваат на овој крајно проблематичен процес. Овој процес, всушност, тука е започнат и во Македонија, ние сме така некако поставени. Да, во Македонија веќе почнуваат истото сценарио, за да. легализација Не на... сме, молам, да преминеме на конкретно дебатирање, преди тоа што да не ја претвориме оваа дебата во монолог. Да, еве, кажете ми, имате Поради вие тоа нешто што отецот Ивица се повторува, па сега ќе замолам да бидете конструктивни во давањето на време, поради тоа што да не дозволиме да некој се чувствува обесправен и во оваа дебатна емисија. Најмалку. Така е. Јас не го познавав делувањето на отецот Ивица, но подготвувајќи се за оваа дебата, прочитав неколку изјави од страна на отецот Ивица и прочитав и дека шерувал мојата фотографија каде што јас велам дека сакам да посвојам 3 деца и Видео. Јас сум, молам? Видео не е фотографија. Не, сте шерувале мојата фотографија, sejedno. Дали е видео или е фотографија. Малку е да кажам дека јас сум шокиран. Шокиран сум и од оваа реторика сега што ја слушам овдека, поради тоа што јас мислев дека тоа е време во 70-тите години кои што ги кажува отецот Виктор со цело должно почитување. Ивица. Се извинувам. Со целото должно почитување кон работата која што ја работи. Па се сакам само да поставам едно прашање. Дали мојата различност ме прави помал верник од вас? Дали поради тоа што сум различен не смеам да ја посетам Македонската црква?
Дали ми го ограничувате тоа право? Поради тоа што јас застапувам поинакви права и многу посилни вредности од ова што го зборувате вие. Значи, кога се говори за вредности, за вистини, Не, јас конкретно прашање значи, јас конкретно ќе одговорам. Кога се говори за вредности и за вистини, излагање имавте вака една се теза, извинувам. Кога се говори за вредности и за вистини, и вредностите и вистините треба да имат некаков темел. Значи, јас оно што го говоре пред малку. Јас ви Се поставив повикувам на Отец конкретни Ивица темели. конкретно Значи, прашање. ние не можеме каде да што говориме јас- без темели. Јас сум ви примерот, Добро? каде што ви кажувам дека гордо, чесно, Добро? немаме мерна единица да кажам колку од колку почесно, но честно застанат пред вас, ви кажувам дека јас застапувам по инакви вредности од вашите. Тоа е точно, јас се сложувам со тоа. Јас немам Точно вредности кои јас не ги прифаќам. Ке ве молам. Да. Вредности кои што вие не ги Точно прифаќате. е, да. Јас немам никаква поделба за ниеден човек по ниедна основа. Добро, Јовановски, Не е Јас точно. сакам да ве прашам, дали тоа ме прави помал верник и дали сметате дека моето место е во Македонската православна Бојан, црква поради јас, тоа што јас сум верник и јас верувам Може ли- во нешто, Не, може на ваков може начин. би Значи, јас не ќе молам можам... имам конкретно прашање. Не, па по-конкретно да биде уште по-конкретно, бидејќи малце е генерално. Не е генерално, можете јас ли да прашувам кажете дали вие јас според Па, ова еве, што го одговорот ќе го кажува кажам. отецот, Не, јас брат, кога него го Бојан, гледам, мислам јас дека- гледам човек кој што доаѓа од Македонската православна црква која што Не, треба може да само биде да се отворена извинувам. за сите граѓани. Може само да- Македонска ама не- православна црква која што е многу подобро да Не, се само- грижи за они, ќе ве молам, за оние деца кои што се на Дозволете да ви улица. кажам на што мислам. Само дозволете да Ајде. ви кажам. Да. Може ли бе да конкретизираме што Многу конкретно Не, прашање. не, Еве, јас што ќе во му тезите одговорам на Бојан. Не, што во Не, тезите на отецот Ивица, каде што он вели дека Македонската православна црква е за традиционален брак помеѓу маж и жена, дека е против и така натаму, што конкретно можете ли да го прашате подиректно, не вие бидејќи сега ние не знаеме за вас, еве да речеме не знаеме ништо. Што тука конкретно сакате да кажете дека мислите Јас дека забележувам дискриминација, Па тоа, забележувам да. поделба. Можете ли тоа да- Која да. поделба се говори јавно од свештено лице кое што треба да шири љубов Мислите за ли сите конкретно граѓани вие на оваа дека- земја. мислите ли Ќе поставам дека- јас во текот на дебатата уште неколку прашања. Јас може само да му Јас само одговорам на сакам да ми Бојан. одговори на Да, прашањето јас ќе Македонската одговорам. православна црква Бојан, која што треба да можем- биде символ. Да. Верата треба не, да ама ме ако обедини. вака зборувам, јас ќе го замалам. Да. Сега ме постави прашање. Значи, јас не сум тој кој тебе треба да те дефинира дали си или не си верник. Не, јас ви кажувам Да, дека еве сум, само но дозволи имам ми, поинакви, само дозволи ми поинакви да се ставови мањако. од вашите, Само дозволи имам ми да се поинакви доискажам. вредности од вашите. Дали вие, Бојан Јовановски, сте имале можност да го читате Светото писмо? И сум имал, така. Тогаш, ако сериозно сте го читале Светото писмо, а Светото писмо за нас, христијаните, е Божјо откровение, односно Божја вистина, што ја примаме од самиот Бог, и вредности што ги примаме од самиот Бог. Дари според тие вредности, вие самиот се пронаоѓате себе си како верник во тие пронаоѓам. вредности и вистини. Се пронаоѓам. Тогаш, вие не можете да говорите Но, за тоа што јас јас го мислам- говоре пред малку дека е противно на Јас вас. мислам, Вие јас споделувате мислам тогаш дека исти вредности со мене. Библијата и Светото писмо, А не- секој од нас Добро. треба да си го доживува на еден А, свој тоа начин. не може така. Поради тоа што јас гледам дека вие го доживувате на еден свој начин. Поради тоа што сметам дека вие говорите против тоа Свето писмо, иако ја носите таа црна Например, мантија. Зашто? Па со оваа поделба која што вие сега Која кажавте, поделба? ова Дали риторика постои на јас- омраза, Дали ова постои риторика на омраза, И дали ја постави овој конкретно говор кој што прашање? вие сте го напишале овдека, Добро. во Може? постот, не Ајде. сакам стварно да го Не, читам па, вашиот пост, јас каде воопште што не- вие на еден начин повикувате на линч. Може На да се линч, прочита на тоа. искоренување, на Да. се ова што се случува како пракса или како модерно општество. Ке ве молам, Например, живееме зашто? во 21 Можете ли век. да не видите на конкретно Јас за искоренување стварно на што? не сакам да прејде оваа дебата Нема, во видите. карање, Не, како не, да сме ама поред не е во карање, некаква... значи, вака се Бојан. Значи, Сметам вие дека треба да отварате- бидеме Вие отварате конструктивни. теми, а не Јас- сакате да ги затворите. не, Отворите јас пред сакам малку за секоја вистини тема- и за вредности, јас ви кажувам, темел за вистини и вредности, вие велите, ама секој може како што сака. Не може како што сака. Него? Потоа, јас... Него како? Значи, Него вака како? сега, дали во сообраќајот, Него како? дали во сообраќајот Па дали може, Македонската православна црква е сообраќај?
Јас Ке ве молам. Дали во сообраќајот може да се Ке ве објаснува молам, кој ова како е- сака. Значи има И јас се објективни вреđam вистини, поради Бојан, тоа има што сум објективни православен вистини. верник. Еве, јас се господјата тука, извинувам. да Ке дали молам. ја занимариме неа? Јас се ве молам. Она е Јас како психолог и православен да, верник, има Господјата, но мене- јас се објективни вреđam. вистини. Но мене Сега вака ќе ве замолам. Јовановски мене не ми е Мислам јасно дека една на сите работа. верници должи извинување Јас се отецот се поради обидов тоа што да- јас се вреđam како верник. Не, јас се обидов да го- Македонската православна црква Ма, која Бојан, што ја почитувам да се според кој поистоветува критериум? да се обраќај. Брат, само Според момент. кој критериум Само верник? момент, може и двајцата момент. Тоа е- Јас се обидов да конкретизирам, но еве не успеав. Еве уште еднаш најдиректно Јовановски може ли да ми одговорите со ептен кратко, па да ја даеме Така е. еве може се на господјата. Јас не разбрав. Така е. Дали сте вие во Македонија, вие мислите дека треба да се легализираат истополовите бракови? Немојте да ми наметнувате прашање кои што не сме го отвориле да ви го одговорам однапред. Па еве ве прашувам. Така. Па Прво конкретно, сакам еве да- еве, конкретно ве прашувам, да за Конкретно тоа. ќе одговорам. Бидејќи не разбрав што А, Прво, морам ово да го истакнам уште еднаш со еден смирен тон, поради тоа што сум вознемирен, ќе ве замолам, немојте да ме прекинувате. не само ве молам кратко за и на господите да даеме малце време, не за друго. Јас како православен христијанин кој што оди ја посетува Македонската православна црква, сум навреден да се споредува Македонската православна црква со сообраќај. Добро, да не налегуваме во тоа, ве молам конкретно на прашање. Втора работа. Јас, како што ме пишуваат дека сум LGBT активист, нити сум LGBT активист, нити припаѓам на таа заедница, нити некогаш сум делувал јавно, нити сум бил дел од такви проекти. Тоа што јас сум различен во својот имидж, во своето делување, тоа што сум борец за човекови права, за подеднакви права на секој еден граѓанин, на припадници на таа популација LGBT, на луѓе кои што се на маргините на ова општество, на лица со специјални потреби. Јас сум човек кој што се бори за човекови права во најопшта форма. Што се однесува за прашањето, тоа се отвора една поинаква дискусија, поинаква дебата, која што мислам дека на Македонија ќе треба уште многу време да пројде за да може да се отвори и конструктивно да се дебатира, но со искоренување на овакви ставови. Добро, какви што но ги имаме видите, вече. отецот Тодоров, основата на неговото излагање беше дека Македонската православна црква, Охридска архиепископија се залага за традиционален брак помеѓу маж и жена. Така е. Мислам, во основа го кажа тоа. Јас за тоа ве прашувам цело време конкретно, Имам- што конкретно имам вие на јас- тоа имам забележувате. Ме разбирате што ве прашувам? Да, со Може би има повикот против Конкретно на таков тој немам став. ништо против. Конкретно на тој Ке став ве ве молам. прашувам. Да. Добре. Се Каде е да ми проблемот? Ја не ставате- гледам каде е да ми ставате проблем. такви изборови во Да, немам ништо против таквите бракови. Не, не, Нормално е окей, дека окей, тие да. се бракови кои што движат едно семејство, се раѓаат деца, се негуваат Но тие мислите ли вредности. дека треба- Но не можеме на тој начин сакајки да протежираме некакви си традиционални вредности. Тоа не се традиционални, тоа се божји вредности. Јас ги Вредности наречам кои- традиционални вредности. Па веќе поради одиш тоа против тоа што го кажа пред малку. Ако се нарекуваш себе си православен христијанин и ја прифаќаш таа вистина, тогаш таа вистина во потполност живеја и сведочија. Добро, ај ве молам, малку пауза, Па, бидејќи добро, така треба да да, се ме, постава да се друго. доврши. Не, мислам дека навистина е господјата она е дискриминирана во овој поглед. Точно, јас се Сега, сложувам, бидејќи да. останатите сме ја викнале во студио и само не слуша. Кажете ми, зошто толкова прашина кај нас во цел свет се подига поради ова прашање? Еве зошто предизвикува толку тензии, толку емоции? Знаеме дека македонското општество е прилично традиционално, конзервативно, според сите анкети и истражувања. Кажете ми, ова со посвојувањето на деца од истополови бракови, со истополови бракови, навистина станува една жешка тема. Да. Зошто е тоа така? Можете ли малце еве да ни Па елаборирате? затоа што вие одговоривте пред малце, ова е традиционална средина и во целиот свет, значи сите луѓе кои се држат за некој традиционални дел од знаењето, Но еве зошто начинот на психолошки ги живење. погодува луѓето толку внатре? Па затоа што ние се идентификуваме со тоа што живееме. Се идентификуваме со тоа кога кажуваме кој сум јас, што правам, како живеам. Јас сум хетеросексуалец, јас сум мажена, јас имам деца, значи јас, ние се идентификуваме со тоа. И кога некој исто кажува јас, а е спротивно од тоа нашето јас, ние го браниме одма нашиот став. Интересно е прашањето околу бракот, што Волку
дебати отвора, заради тоа што секаде во светот кога се зборува за хетеросексуалните бракови се вели дека бракот е една заедница која дали во догледно време ќе изумре заради тоа што модерното време кажува не знам што. Од друга страна, хомосексуалните парови сакаат да стапат во брак. Го преферираат бракот. И сега за еден збор кој се вика брак настанува одма овие хетеросексуалните кои велат дека бракот ќе изумре, наеднаш почнуваат да се борат за тоа име, дека тоа е нивна својина и дека овие тука хомосексуалните парови не можат да се користат со тоа. Бракот е прво заедница една пред законот. Верниците велат дека тоа е заедница пред Бога. Луѓето кои се сакаат велат дека тоа е заедница на љубов и заедништво и разбирање. Значи, секој го гледа тоа од некоја своја страна и без разлика какво име ќе му дадеме на некоја заедница, значи таа може да постои. Така да ја дури не гледам поентата зашто да се бориме за зборот брак. Едино ако не ќеме да ратуваме. Ако не ќеме да се докажуваме и да правиме нешто. Нели што ќе биде галама, што ќе биде... Затоа што кој кому може да му забрани ако сака некој со некого да живее? Да, тука зборуваме само за законски, зборуваме веќе за законски термини и ограничувања, да. Законски нормално законите се како што преска спомнав нешто живо и што се движи. Го следи она што се случува во заедницата, што се случува во општеството, што се случува во народот, потребите на народот и нормално ностоп се менува, нели ностоп имаме акти, ностоп имаме нови закони, нешто ново движење. Кога ќе се појави потреба, нешто во законот ќе се смени. Обидувајќи се одново да не изедначи сите, да нададе сите еднаква можност. Значи, ние моментално го немаме тоа во законот, нели да имаме хомосексуални бракови. Односно да имаме бракови од две личности кои се од една ист пол. Али имаме нешто што јас, например, така размислувам во последно време, во Македонија велиме ние го немаме тоа. И дури многу малце знаеме парови кои живеат заедно и да отвориле заедница без нели да бидат во брак, зашто законски нема. Ама ние знаеме многу луѓе кои се декларираат себе си дека се хомосексуалци или лесбики. Ако тие не потекнуваат од бракови што се од ист пол, значи сите потекнуваат од хетеросексуални бракови. И станале хомосексуалци или се лесбики. Да, не мора да значи дека од хомосексуални бракови ќе има хомосексуални деца. И тогаш деца и поставува обратно. прашање одма понатака, нели? Што се случува со оние деца што ќе ги земат парови кои се од ист пол и ќе ги одгледаат тие деца? Па тоа е едно од најактуелните, најпрашања кои се сега. Значи ова е нешто многу озбилно. Затоа што ние сите си зборуваме тука, си правиме муабети овде и на други места и пишува и цел свет го прави тоа. И јас мислам дека многу малце рачун се води за децата. И во хетеросексуалните, и во хомосексуалните заедници, или кај луѓето кои се едни па сакаат да си земат деца, па и затоа што ние немаме докази како некој ќе биде среќен и убаво ќе живее. Да. Јовановски, еве вака да ве прашам за тоа што вие посакавте, како што кажавте, да посвоите деца поради начинот на кој вие веќе делувате за заштита, како што кажавте, на правата. Кажете ми, вие се сметате себе си дека би биле добар родител? Еве, мислам, јас не ве познавам искрено, ве прашувам онако, чисто. Многу е неблагодарно јас да зборувам за себе, дали би бил добар родител, кога јас не сум имал прилика да имам таа улога. Но од друга страна, можам да кажам дека со сигурност би бил добар родител, поради тоа што јас знам да се грижам за луѓе, тоа го знаат оние кои што ме познаваат приватно. Кои што ми ја познаваат суштината и знаат каков човек сум. Но некаде е помалку или повеќе одвратно да јас земам и се правдам на нацијата каков сум јас приватно и какви доблести имам, кои ми се маните и се останато. Јас сум многу свесен човек, кој што одговорно и цврсто стои за сите своји постапки, па така и зад таа искажана желба
Ono što je generalен problem i kada se javi najголемиот проблем лежи во неинформираноста, неедуцираноста на населението, поради тоа што јас реков дека имам, доколку го следите внимателно мојот одговор, јас реков дека имам желба да посвојам 3 деца. Едно од наша христијанска вероисповест, муслиманска вероисповест и дете со пречки во развојот, односно дете со посебни потреби. Многумина рекоа после тоа што најмногу ме повреди дека јас сум ги бирал децата по некаков тип, а за жал они не ја разбраа главната поента. Не ја разбраа поентата дека за мене сите деца се еднакви, сите деца се исти и сите луѓе се исти. Дека јас како што си ја почитувам својата вера, ја почитувам и туѓата, муслиманската и уште милион различни вери кои што ги имаме. Но како видите, пример. мора да признаете дека поради тоа што бевте Ке ми дозволите јавна да личност, довршам. бевте Ке ми во естрадата. дозволите да завршам. Сакам Поради да тоа ве што прашам. морам да поентирам. Да, ајде. Процесот за посвојување дете трае со години. Многумина кажаа дека као семејства чекаат со години, а еве го сега овој сака да постои деца. Па мене никој децата не иде на врата да ми ги донесе утре дента. Тоа е процес кој што трае и секој еден И прилично е тежок, да. тежок процес. И секој еден кој што бар малку ја познава таа проблематика, го познава законот, знае дека тоа не е лесен процес и никој не каже дека јас ќе ги добијам тие деца веднаш. И уште една работа. Јас цело време зборувате дека за хомосексуални бракови и одобрување за посвојување на деца на такви бракови. Јас одлуката која што ја соопштив, односно желбата која што ја искажав во свое лично име, како поединец, како самец, како човек кој што не е во брачен однос. Да, тоа го кажавме, да. Не тоа да го Во вашиот потенцираме случај дека поради е тоа тоа, што да. цело време се шири една таква енергија, па сакам да Не, веднаш тоа- да го стопираме, тоа го одвоивме, да го да, стопираме уште на сето тоа. почетокот, да. Го кажав како самец, поради тоа што сметам дека луѓето кои што јас сум човек кој што може да пружи љубов. И сметам дека во животот не се знае дали јас ќе имам и свое биолошко дете, поради тоа што јас имам и таква желба. И да имам свое биолошко дете, но јас имам љубов не за едно, него за повеќе деца, како што имам љубов за повеќе луѓе. И она што вели законот, само тоа сакам да го кажам. Овдека пред мене е правилникот за поблиските критериуми при посвојување на дете. Законот вели дека потенцијалниот посвоител мора точно да наведе возраст на детето, пол на детето, вера на детето кога посвои, во барањето кое што го пишува до надлежното министерство, мора се ова да го наведе. Мене ми земаа за кусур поради тоа што сум рекол какви деца, односно од која вероисповест сакам. Сето тоа што јас го кажав го има во прашалникот. Главното прашање е како јас ќе знам кој е дете на која вера припаѓа, тоа е ноторна глупост. Поради тоа што биолошките родители се запишуваат во тој електронски систем кога ги оставаат тие деца и по основ на нивната национална и верска определба така се определуваат и тие деца кои што се оставени за посвојување. Да. Неинформираноста направи толку проблеми овие денови поради тоа што се неинформирани, самите новинари кои што пишуваат текстови се неинформирани, премногу тенденциозни, премногу полни со омраза. Ние треба да бидеме едно општество кое што ќе шири љубов. Ние сме мала земја, ние сме 2 милиони народ. И доколку ние не се научиме сами измеѓу себе да се почитуваме. Јас во ред, јас имам такви вредности, отецот има поинакви, господјата до мене има поинакви, ти имаш четврти вредности, но не треба да шириме омраза поради различните вредности кои што ги имаме. Треба да се испочитуваме и треба на крајот на криштата да научиме да живееме со сите различности, поради тоа што животот е прекраток, светот е многу голем, а ние овака излегуваме многу мали и малодушни. Добро, со ајде вакви вака да ве изјави. прашам нешто, значи кога се зборува за вас и она што го читаме на Ајде, социјалните кажете. мрежи, како е Кажете. што сами одвелите, бевте Кажете. на естрадата, бевте шоумен, Така. значи бевте во реални шоуа. Така. Многу ми навелат дали Боки 13 сега ова го прави повторно само Ради поради маркетинг, публиката, ради поради публицитет. маркетинг, поради публицитет. Па знаете како? Значи дали на вистина Боки он може сака да посвои деца или го прави Вака тоа се. само да привлече Ево, внимание? Боки може да смисли паблик маркетинг моменти многу посилни, доколку ми е за маркетингот, него да земам дете кое што треба да го одгледувам цел живот. Мојата желба трае со години.
денеска, односно завчера ја кажав јавно. Таа желба ја знаат моите најблиски пријатели и се сведоци. Злобните јазици може да зборуваат, никој не им го запира правото да зборуваат. Ја за себе сум чул многу пати различни верзии и многу муабети. Најостро ги критикувам сите тие тези кои што ги наметнуваат дека тоа го правам од личен публицитет и во овој момент ми го наметнавте тоа вечерва во вашата 24 анализа. Сакам да дадам една ексклузивна информација за да се смири целото население, доколку ми дозволите. Се разбира, че не е ексклузивно. Да, Ние новинарите сакаме ексклузиви, знаете. Ова е најексклузивно, ете го чекавме ова гостување, поради тоа што ја вчера не бев во состојба, имам и обврски со како председател на Меѓународниот сојуз. Јас донесов една одлука која што се надевам дека ќе ги смири сите повикани страни доколку имаат зошто да бидат повикани, поради негативната кампања и одцрнувањето од страна на луѓе, лица кои што шират негативна пропаганда и омраза, донесов една одлука за која што ќе застанам 100%. Таа одлука е следна. Мојата желба и мојата идеја за посвојување на деца, на 3 деца, ќе оставам за некои подобри времења. Во овој момент, барањето за посвојување на дете, односно деца, нема да биде предадено од моја страна и ќе се откажам од сопствената желба и идеја. Ќе се откажам под еден услов. Мене ми ова и малку и тешко додека го зборувам, поради тоа што, знаете, кога ќе кажеш нешто јавно и потоа треба да направиш еден компромис, но тоа го правам со исклучително племенита намена. Ќе се откажам од сопствената идеја со еден единствен услов и ќе го препуштам барањето за посвојување на деца на семејство, на брачен пар, кој што сака да има семејство, и ќе се обврзам да бидам финансиска поддршка на тоа семејство. Тоа значи дека дали ќе семејството ќе има желба да посвои едно дете или 2 деца или 3 деца, се обврзувам од моментот на посвојување до полнолетството, до навршување на 18 години, да се грижам комплетно за тоа дете, што се однесува до неговото школување, прехранување, исхрана. Ќе се обврзам и на уште еден дел кој што е по завршување на тие 18 години на тоа дете или деца, да партиципирам заедно со неговите родители во високото образование или вработување на тоа дете, практично поради тоа што овие денови преживеав многу навреди, сериозен атак над мене и ова го правам со голема љубов. Тоа семејство може веднаш да ме контактира, ги има многу. И уште тоа семејство, доколку биде согласно да посвои едно дете со посебни потреби, ќе се грижам за тоа дете комплетно, заедно со неговите родители, ќе бидам поддршка целосно. Добро, одлично. Еве еден убав апел до јавноста, нека слушне. Значи, како што разбрав, може да ве контактираат, така? Веднаш, да. Да, тие што сакаат. Добро. Отец Тодоров, кажете ми, но еве ми сигнализираат од режијата, повторно имаме пауза за реклами, се враќаме ваш ред.